Се наоѓаме во Пехчево, во домот на Моментално кај џебата Алити во Пехчево, на улица Ванчо Китанов, број 38. татко на 5 деца. Татко сум на 5 деца, напуштени се моментално од моја страна, сега сум во затвор, во затвор Куманово. Сега сте на викенд. Напуштени се од мајката, ги остави. Кој се грижи за нив? Моментално се грижи и татко ми и мајка ми. Години се, стари се луѓето, не може сами да се гледат, па и пето згоре 5 деца. Кој оделение се на школа? Најголемото ми е 5 оделение, второто ми е 4 и така по година и по разлика се со годините. Колку е казната за Казната издржување? ми е 3 години, осуден сум за 5 растенија канабис, 3 години сум осуден и мислам дека ми се пропасти животот. Колку време до сега си 14 месеца лежам, имам още 21 месец. се без малку 2 години? Да, още толку имам за лежење. Проблеми тука за издржување, рековте постари родители. Да, тешка е состојбата. Како се наоѓаш да обезбедиш она што им е потребно за децата? Многу тешко моментално, зимен период, мртва сезона, работа, татко ми со смал минимална пензија од 250 евра, па прво што прво да земе. Дали струја, дали јадење, дали за децата, дали облека, страшна работа, не знам што да кажам. Социјалното моментално не помага ништо, они се старатели и не знам што на кој да се пожелам. Значи што би ви било потребно некој ако сака да помогне во Па моментот? доколку луѓето Сега е зимо, како обезбедуваш грејење? било што да донират, ќе бидеме благодарни од наша страна, кој што може да понуди, да подари и тоа е, ќе бидеме благодарни. Денес еве имавте малку подршка од еден наш сограѓанин од Делчево. Да, имаме подршка донација за телевизорот, господинот Ванчо како беше Апостолски, Дијаната, директор на автошкола Ацико. Благодариме за донација за телевизорот. Новогодишни пакетчиња исто. Новогодишни пакетчиња даде на децата. Значи 5 дечиња. Прво пакетче оваа година, така ли некој што ви донесе или? И како тешко ли е без татко ви понекогаш ве посетува кога е на викенд? Баба и дедо добро ли ве чуваат? Да. Кој оделение реков место од забава? Од градинка до Јас прво. добро? Јас втор. Не. Баска Јас сум четврти. и забавачи. Дедо на дечињата, Не. Колку Шест. време? Да. 66 години, сега ќе направам у 19 јануар, идната година значи, ќе запатам 67, исто со жената. Генерација сме ние, со бабата. Ги чувате внуците? Не била, ние сме болни, дробно бронхит имаме, простата имам, од срцето не бива, бушен сам, ми ставија тоа стенове, значи не можам, астма исто имам, со 5 деца, пензија минимална взимам, 2 кредита плаќам, 10.000 давам за кредити, нешто тука за интернет, струја и на мен не ми останува, значи, ништо пари. Социјалното ништо не ни помага на нас. Децата ги земале они старатели са, а ние ги чуваме дечињата. Значи немаме никаков приход од социјалното ние. Ни детски додаток дава, ама ништо. Не знам зошто тоа. Децата кога треба нешто на нив ги така помалку нешто дава. Да земат некои книги и нешто кога одат некаде, ја така. А ништо пари не дават. Одам по гората да ранам децата, крива сам и јас не мога, јас сам болна од срцето. Ага, она е перицана, не може да иде. Перицана сам, ја Имаш штрафови имам. штрафови на нозете. Крива одам, не мога да гледам децата като што треба. А немаме никаде пари, да е он дома, не ми е гајле, че работи. А што да правам, зима, дека ќе одиме, никаде да работиме. Синот го... Она остави децата без ништо, ојде си.
Да имаше нещо проблем, да речеме, айде, остави децата, иде. Ни карана, ни тепана, ни матретирана, гледахме ја како нашо, значи на местокерка, ние ја не ја гледахме. Не давахме да падне на неа прашинче. Зошто така бидна таа работа, со нејзе не знам, ги остави децата, се премажи на друг маж, тамока, сега не се ни јавува ни на децата да пита како са или што са. Ама не ја интересира опште ништо. Што биде тоа, што не бидне, не знам. Ние стари со деца, тука 5 деца, тие деца требе прајње, требе јадење, требе прашаци, требе многу. Ајде за куќа имаме кај да живееме и кај да, за тоа не е проблем. Али за јадење, за пиење, тешко е. Тешко е многу. Кој сака да ни донира, благодариме. Ќе сме благодарни, значи, кој сака да донира на овие дечиња. Има ли што велат таму некоја можност да ве помилуваат? Не знам, затоа слушам некои муабети од затворниците, дека сега за 28 нешто ќе се даде за пред нова година, ама доколку ќе биде тоа точно не знам. Јас пуштив за помилување, ама доколку ќе биде, не знам, не се знае. Таму како? Добар затвореник сте сигурно. Се катастрофа се условите. Телефон не ни дават да се слушаме дома, изолирани сме од тие работи. Далеко ми е со превоз. Зборот ми е за вашето поведение, што велат? Немате. Добро, се окей, можем да се пофалам дека ми е добро поведението. Добро. Послушам се, таму сум послушан, работен како пекар. Моментално. Да. Во добри услови сум, како за мене сега моментално. Тоа е. Има ли опција некако да сте поблиску останатите Има месеци? опција во затвор Струмица, пошто ми е поблизу 60 км Берово Струмица Пехчево. А Куманово до Пехчево немаме превоз и плюс 170 км ми е 4-5 денара за такси, нема од кај од човек да плати. Значи да речеме, ако не влезете на листата на помилување, а случајно има можност во Струмица да ве префрлат во задолжување на казната, ќе ви одговара повеќе за децата. Во Струмица да, поблиску да ми долази на посета, ќе ми биде поблизу многу ќе ми се смени. Добро. Иди доваќање 200 евра минимум. А на посета така не се доваѓа, без ништо. Срамота и греота, не знам што да кажам. Благодарам. На сите другарчиња, на сите познаници и другари, среќна нова година и среќни празници и весели, здрави и живи. Најбитно да е мир. Моја татко, ако може нешто да се помогне, Да си дојде дом. да си дојде дома побрзо. побрзо. Со нас да Да ви ги чува. Децата.